средните училишта на град Скопје, Боро Петрушевски, Цветан Димов, пуштени се во употреба новоопремени сензорни соби кои ќе им овозможат поинклузивен тек на образовниот процес на средношколците со попреченост од скопските средни училишта. Како што велат од град Скопје, досега опремени се сензорни соби во повеќе градски училишта, а проектот продолжува да се реализира во сите 23 средни училишта на градот со цел креирање инклузивна средина за сите средношколци. Изгораа 2 возила на паркинг во Кисела Вода, повредени нема, а извршен е увид од страна на полицијата. Во СВР Скопје било пријавено дека во Скопје на паркинг на подрачјето на Кисела Вода настанал пожар во патничко возило Опел со скопски регистарски ознаки и патничко возило Пежо исто со скопски регистарски ознаки. Од страна на бригадата за противпожарна заштита пожарот бил изгаснат, информираше полицијата. Повредени лица нема. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Скопје и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Министерството за внатрешни работи информираше дека полициски службеници од СВР Скопје лишиле од слобода 24 годишен скопјанец поради тоа што бил баран со потерница по судска наредба за доиздржување на казна затвор за сторени кривични дела по член 236 од Кривичниот законник на Република Македонија, а при извршен преглед кај него била пронајдена и одземена марихуана. Во СВР Скопје било пријавено дека на крстосницата на улица Благоја Паровик и улица Џон Кенеди во Скопје патничко возило Форд со скопски регистарски ознаки удрило во 65 годишна жена. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила жената, констатирани во градската општа болница Свети Наум Охридски. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја